вечер, топ тема на ваша страна. Вечерва ги следиме и ги коментираме последните случувања во Собранието на Република Македонија, каде доцна попладнево експресно беше донесен законот за јазици без претходно најавената процедура, спротивно на претходно најавената процедура и без воопшто да се споменат амандманите од опозицијата. Пред малку заврши и пресконференцијата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој што најави ќе проследиме неговата изјава штом ќе биде подготвена, но суштината е дека Мицковски најави дека ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава до Талат Џафери за кршење на уставот, а нека не го признаваат законот и по неговото донесување ќе го оспорат пред Уставниот суд. Но што се случи денеска, дали имаме прекршување на процедурата и во која мера и колку правните дилеми кои што го следеа овој закон од неговото предлагање, вклучително и за неговата содржина, сега се надополнуваат и со нови околу начинот на неговото носење. Тоа е една од дилемите за моите вечерашни гости. Ненад Марковиќ, универзитетски професор, добро вечер и добре дојдовте. Дарко Алексов, извршен директор на МОСТ, добро вечер и за вас. Алберт Муслиу, политички аналитичар и Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија, Социјетот Цивилис. Добро вечер и за вас. 64 наспроти 69 гласови во првото усвојување, што значи дека имаме намалување. До прва ќе видиме на листнингот кој не гласал, има информации дека меѓу тие што не гласале си пратеници на СДСМ. Но она што е, професор Марковиќ, клучното прашање е процедурата на донесување на законот, спротивно на тоа што беше најавено, започна со собирање на тие подписи, а во гласањето со поднесување на амандмани, во гласањето и експресното усвојување на законот тие воопшто не беа споменати. Така е, Боби. Мислам дека прашањето не е само околу процедурата, иако ќе го одговорам и тоа. Мислам дека целата дебата, заради тоа што се работи за многу сензитивно прашање, се фузираа повеќе аспекти кои често и немаат врска еден со друг. Имаат врска само затоа што се носи овој специфичен закон во оваа специфична атмосфера по тие специфични правила. Има барем 4 димензии кои јас ги гледам во целата приказна околу законот за јазици, кој не е неврзани со други политички прашања, стои во некаква корелација на споени садови и ги условува. А тоа е под еден. Генералниот став за акомодативни политики и јазични права, што е една дебата. Конституционалноста на законот, што е втора дебата. Процедуралните аспекти на законот, што е трета дебата, и тајмингот на носење на законот, што е четврта дебата. И политичките последици, кои се пета дебата. Овие дебати се фузираа во една приказна и мислам дека не можеме да ги разликуваме ефективно. Затоа дојде до ваков крш, условно да употребам најколоквијален термин, како што дојде денеска. Прво, едно е прашањето околу акомодативни политики, дали треба да се носат и јазични права. Јас немам никаква одиозност кон тоа и за разлика од голем број на граѓани на Република Македонија, мислам дека тие треба константно да се подобруваат. Тоа не е за мене спорно. Но тоа е една димензија на проблемот. Околу конституционалните аспекти се тргна во гласање на законот без да се расчистат дилемите околу уставноста на законот. Имаше скоро па консензус кај уставните правници дека проблеми постојат. Јас не сум конституционалист и не можам информирано да говорам за прашањето, но мене ми личи логична приметбата во оној можеме да аспект на теорија на општествен договор на која почива конституционализма да дадам определени забелешки кои би можеле да се испеглат, кои не се нерешливи. Меѓутоа, мене ми личи логично дека барем во дел каде што со материја која се носи со просто мнозинство се уредува материја за која би требало квалификувано мнозинство, имате проблем, сигурно. И затоа мислам дека не требаше да се брза, дека можеше истиот ефект да се постигне со мали тюнирања на законот, со мали измени. Што е пак различно од третата дебата која се однесува на процедуралните аспекти. Тука е, зборувавме, или и пред емисијата во неформална атмосфера, дека има колизија навидом колизија меѓу член 164 став 2 и член 173 став 3 на деловникот. Можеме тоа да го анализираме, меѓутоа ќе ви кажам една работа. Во систем каде што треба да има некакви checks and balances во кој спаѓа и председателот. Не сум експерт за компаративно уставно право, меѓутоа толку знам дека целата поента на ветото
е да се врати законот, повторно да се расправа за него, да се амендира во намера во која тоа е можно, што е па сосема различно од прашањето дали 35.000 амандмани се конструктивна опозиција. Тоа е нешто сосема друго. И ние сите овие приказни ги фузираме една какви би нашле, знаете, тоа се вика во логичкото докажување не следи. Едното не произлегува од другото, извинете, ние ги фузиравме сите приказни за да извадиме некаква квази аргументација, не разложувајќи ја приказната на посебни делови. Да, но таква ситуација на амандмани со намера за бојкот имавме веќе. Така е. Тоа не е сефте, апсолутно, точно така. Денеска целосно ги занимари амандмани. И втора работа, целата поента на постоење на можноста на вето е токму во тоа. Да повторно расправа собранието, да се дадат амандмани, што веламе сосем различно од тоа дали 35.000 амандмани се конструктивни. И четвртата работа, и може да има и пета и шеста, е политичките консеквенции околу тајмингот. Ја мислам дека ова беше најлошиот тајминг можен за носење на законот. Веројатно Заев се сложи на вакво нешто, уплашен да не пропадне коалицијата, што е прилично разбирливо. Моментот е сензитивен, не е време да се растура владината коалиција во момент кога се решава проблемот со името. Меѓутоа, мислам дека многу помали ќе беа реакциите генерално во општеството, доколку имаше барем некакво светло на крајот на тунелот во спорот со името, кој и онака ќе биде тежок, во кој и онака очекуваме максималистички барања на Грција, кој и онака ви треба опозицијата он борд да ја имате за да можете нешто да правите, барем со каков таков политички консензус, и можеше да се донесе во време кога тоа ќе беше поприфатливо за сите, кога инервацијата во општеството по различни основи ќе беше помала. Значи, ја ме молам и вечерва, и генерално кога водиме дебата и кога се пишуваат колумни, дајте овие 5 проблеми или 4 да ги третираме различно, затоа што се различни проблеми. Дали некој има одиозност кон акомодативни политики, врска нема со процедуралните аспекти. Знаете, едното не произлегува од другото. Затоа не можете да прогласите, како да кажам, некаков апсолутен триумф и апсолутна загуба после носењето на законот, бидејќи треба да видиме од што се состои едното, од што се состои другото. Ние не го правиме тоа, ние ги фузираме приказните во една. Вечерва сите аспекти, особено што е специфична и изјавата на Мицкоски, која што се подготвува во вториот дел, од друга страна вели дека нема да не тргнат од реформската маса, значи ќе ги разгледаме и последиците, но еве за почеток генерална оценка од сите. Трошановски. Се согласувам со професорот, но би рекол дека по сите овие 4 димензии политичката, уставна, процедурална и ова што се однесува на напредување на јазичните права на заедниците, освен по ова последната, по другите овој цел процес потврди. Она што на крај како резултат го добивме барем за сега закон кој што нема да ужива општа јавна и политичка поддршка, кој што се донесе на начин што прави преседан, кој што ќе етнизира повторно политиката, ќе го разочара и намали ентузијазмот кај оно граѓанско ткиво на слободумни ентузијасти кои што гласа за надетничка Македонија, за граѓанска Македонија, најмногу поради тоа што во сите овие фази законот кој што требаше да биде ореол на интегрирање на овие две заедници и кревање на Македонија во една нова фаза од својата демократска иднина, овој закон потврди. Би рекол, постапката е преседан, бидејќи создава на некој начин и законодавна неизвестност, што е со тоа што со идните закони, ако истите се носат на ваков начин. Создава на некој начин страв кај граѓаните од арбитрерноста на толкување на правилата на игра кај различни политички елити. Ние како општество имаме општествен договор кој што се спомена, треба да имаме усогласени правила на игра, процедури, нели треба едноставно дебатата да заставаме на факти. Кога имаме посебно поларизирано општество на меѓуетничка основа, меѓутоа со низа останати проблеми во делот на судството, во делот на економијата и така натаму, ние не смееме да си дозволиме да ги прилагодуваме правилата на игра онака како што ни одговара, бидејќи тоа само ќе не носи во нови и нови политички кризи. Денешниот настан искрено многу ме вознемири, пробуди кај мене сеќавање од настаните од минатите години кои што беа многу стресни за повеќето граѓани кај нас и мислам дека особено овој тајминг сега во контекст на
на чувствителниот момент околу реформите што треба да се случат по различни приоритетни области во врска со итните реформски приоритети и престојниот консензус што би требало да го изградиме во контекст на евентуалниот договор со Грција околу името, ни раздрма на некој начин државата и сигурноста. Она што останува како проекција за еднината, мислам дека дополнително допрва овој закон ќе генерира политичка криза. Мислам дека на страна изјавата на Мицковски дека законот ќе се оспори на Уставен суд, мислам дека тука треба да се разгледува и можноста што ако председател него подпише овој закон, нешто што гледам денеска во дебатата влезе како можна опција, нема да биде преседан. Веќе Глигоров и Трајковски го имаат направено тоа, иако Уставот не му го дозволува тоа право, не постои уставна санкција која што го утврдува рокот до кога мора да се подпише и што ако тој закон не се подпише, така да дилеми една по една сите. Многу дилеми. Алберт, која е вашата оценка? Голем дел од пратениците на ДУИ потоа беа по гласањето на законот беа вклучени во живо на своите мобилни телефони, на Facebook, честитајќи им го носењето на законот на албанците пред се. Еј, тоа малце сакале, малце политика да прават тоа. Но, еве, која е оценката и околу тој начин, но и околу начинот на носењето на закон? Заслугата за носење на овој закон, самиот факт што има 64, имало 69, и на сите тие кои одлучиле да имаат храброст и тоа да го направат. И малце со моите пријатели би го оспорил. Овој закон не е сега иницииран. Оваа барање за унапредување на различните права не е сега потегнато. Значи, од 90-та година се збори за ова и секогаш моментот не е прав за некој од овие унапредувања да биде тој. Овој закон може да се донесе и порано и може сите овие парламентарни душебризници кои се секираат за унапредувањето на Македонија и потребата од кохезија, тоа да го направат многу порано. Не, меѓутоа никој одев не ја спори потребата, туку се спори процедурата, уставноста и... Не, значи за уставноста во Македонија има една институција која тоа го оценува, е Уставниот суд, и ја не знам кој би можел дури од пратениците на ДУИ или од СДСМ и други да го оспори тоа право. Може дури и преседателот као граѓанин да потегне пред Уставниот суд иницијатива за оценување на уставност. Знаете, кај нас не се меша само овие 5 поими, туку се мешаат многу работи. Многу работи. Председателот не е тој кој оценува уставност. Председателот е таму поставен за заштитува уставност, но и владата е за тоа. Сите се во оваа Македонија, сите институции се должни да заштитат уставност на правниот систем, како тој да се нарече, и не може некој да има примат во тоа. Мене ми е жал што оваа тема пак кај нас дига некои страсти и не гледаме рационално на сета ова работа. За жал председателот успеа. Прво, 5 пратеници да убеди дека погрешно гласаме, може би тоа му била и целта, и од друга страна да не убеди нас дека имаме процеп во процесот. Сето ова е направено непотребно. 35.000 амандмани може многу глатко да се поднесат од... Значи, овој закон не е сменет, ама ич. Една запирка нема сменето. Може пред првото читање да поднесат 35.000 амандмани и да влеземе во таа правна процедура. Мене ми е жал што една тенденција за да се консолидираат некои политички позиции се злоупотребува на најчувствителното место. А како ќе се чувствувам ја? Еве, вие велите не се чувствувате како. Како се чувствувам ја како граѓанин кој зборува албански и кога секогаш нешто што е поврзано со мене, во оваа држава се дига на ниво на траума за општеството. На траума за општеството. Ја не видов сериозни реакции во оваа јавност, не видов сериозни реакции да се каже чекај бе, сега ние знаеме зашто се 35.000 амандмани поставени таму. Нема врска тоа ни со стравот од неуставност на законот, затоа што уставноста од моментот кога ќе го подпише. Мислам дека и Марковиќ јасно го разграничи тоа едно е уште нешто да разграничи, а друго е процедура. За деловодникот ја не сум експерт. Ја го слушав
Талат Џафери што кажа. И он се повика на член. Ако има колизија помеѓу два члена на деловодникот, ева уште еден дополнителен импулс и за опозицијата и за позицијата да седнат да направат еден деловодник кој нема колизија меѓу себе. Добро. Кој нема колизија меѓу себе. Марковиќ, И да, само уште нешто да укажам, кај нас потврлија сите делови на процесот. Кај нас потврлија и дури тие од обезбедувањето кои нам ни овозможија една друга тема да збориме како Талат и Груевски ќе се истепале. Како нема такви, како да кажам, предчувства дека до тоа ќе дојде кога видел дека он таму за мене. Што сега ми треба како општество да покажуваме кој од нив бил физички смешни работи. За среќа не дојде до тоа. Ја не ќе да верувам ни дека би дошло до тоа, затоа што сите ми е да се враќаме на клучните елементи, да. Така да во оваа цела приказна треба целото општество да се анализира како тоа реагира. Замислите сега ќе дозволиме ние триумфализам на некои пратеници за некое прашање кое не е нивно лично. Ја пак ви реков, тоа што тие се поврзале на телефони и на Facebook профили, тоа е политички триумфализам. Тој нема врска. Ни тие тоа треба да го прават, затоа што не треба да го прават, зашто подигаат страсти. Овде има под притисок на медиуми, на аналитичари, на креатори на јавно мнение, се подигнати тензиите до тоа да било каква реакција нивна таква, дури и покажување на среќа, се гледа како триумфализам. Не треба. Сите треба да бидат, како да кажам, трезвени, да бидат ладнокрвни и на ова да го следат процедурално. Ако е прекршен деловодникот, да реагираат на тоа. Ако е неуставно, да потегнат иницијатива пред Уставен суд. Ако председателот не направи нешто што е должен по устав да направи, па нека покренат импичмент. Не е ништо страшно, ама не треба околу тоа да се возбудуваме, затоа што секое јавно возбудување генерира тензии меѓу обичниот граѓанин кој мисли дека сме стигнати на крај на светот. Тоа е. Прво да се согласам со Алберт дека во тој дел барем потоа малце да размениме поинакви ставови во однос на други прашања. Комплетно се согласувам дека нема потреба од никакво траумирање и се согласувам дека нема потреба од никаков триумфализам, честитки, клетви и така натаму. Никогаш не сум бил љубител на повишени емоционални тонови, особено кога се непотребни. Меѓутоа, баш за да не биде процесот травматичен и за да се обезбеди негова легитимност како таков, требаше да се изигра многу поинтелигентно. За мене ова е многу неинтелигентно решение, кој не предвидува и не прави проценка на политички ризик. Туку го прави нештото во момент, како што тврдивме, во лош тајминг, и го прави на начин на кој не треба да се прави. Во оваква ситуација, прво, да подсетиме дека денеска ВМРО бараше мандатно имунитетна да толкува така, кој од тие членови и како се применува и така натаму, што беше добар политички маневр. Во најмала рака, дај да расчистиме што во деловникот со што е во колизија и што има предност и така натаму. Тоа не се случи. Втора работа. Замислете за позицијата на председателот. Тој дал некакви конкретни забелешки кои се елаборирани, јас имав прилика да ги видам. Повторно ќе речам, не сум конституционалист за да можам информирано да ги евалуирам, но ако сега вие го дадете законот на повторно потпишување без да расправате, не се работи дали уставот му дава право. Бидејќи по истиот начин по кој вие не сте расправале на неговите забелешки, може и тој да има некаков политички леверидж да каже јас сега не го потпишувам законот. Бидејќи како што Марко потсети, нема во крајна линија рок до кога може тоа да го направи и тоа како аргумент не можете да му го опонирате заради тоа што воопшто не дошло ни до расправа, не е кажано по забелешките кои тој вие можете да го сакате, да не го сакате. 35.000 амандмани да сметате дека се некоректни така натаму. Но ако не сте кажале ни збор по забелешките кои биле многу конкретни, апсолутно нема причина да каже еве јас ќе ви го потпишам сега закон. Ќе ги слушнеме сега за кратко оние суштински процедурални проблеми кои што ги посочија и ВМРО ДПМН. Така, вие вообичаено во МОСТ и подоцна во вториот дел од емисијата ќе се осврнеме на следењето на работата на парламентот генерално, меѓутоа фокусот е и на квантитетот и на квалитетот. Ова денеска што се случи во која графа влегов и со каква оценка? Ни таму, ни таму. Ни во квалитет, ни во квантитет. Најпрвин да кажам дека максимално се слагам со сите. Не знам зошто, затоа што не чувствувам дека има нешто што различно се констатира. Предпоставувам дека со текот на времето и научивме малку поинаку да ги дебатираме
сите предизвици кои што ги согледуваме. И тоа една работа мораме да расчистиме, тоа е дека па не можеме да ги гледаме работите од ден за ден. Туку мора да ги гледаме кроз една призма на еден период во кој што праксите, значи тогаш кога одговара да ги гледаме со 15 годишна дистанца, а тоа што се случувало до пред неколку месеци во собранието, па да не го гледаме. Јас ќе кажам вака, во ниту еден момент нема да поддржам ниту една од страните кои што учествува во денешнава, да речам, во денешниот случај, ако го има. Меѓутоа ќе кажам дека до пред неколку месеци ја имавме најдолгата конститутивна седница во историјата на Република Македонија, која што представуваше обструкција од принцип. И денеска, ако збориме за Филип Бастеринг со 35.000 амандмани, треба да збориме за тактичка обструкција. Што, гледајки академски, еве ќе кажеме дека е легитимна. Така? Меѓутоа, најлегитимна ќе беше на второ читање. Најлегитимна ќе си беше на второ читање со 100.000 амандмани. Со 100.000 амандмани. Па да се расчистат работите. Ветото е вето, со ова сега не влагам во реплика, меѓутоа ветото е вето, тоа што треба исто така да го знаеме за ставот 3 од членот 173 е дека е воведен во 2008 година. Значи до 2008 година немало можност да се поднесуваат амандмани на вратен закон од страна на председателот, што само по себе тоа вето не го подразбирало како вето, туку чисто како една техникалија. Кога ќе го вратат назад, ако повторно се изгласа, тогаш председателот го подпишуваш. Имаме два преседана, се слагам. Што сакам да кажам? Дека духот на 173 став 3 е да се подобрат одредени работи. Имено, да. Затоа не можеме да ги гледаме 35.000 амандмани во духот на конституционализмот. Туку одвоено од конституционализмот. Туку ако сме сакале да го подобриме законот, ќе сме дале 50-100 амандмани, сценарија, варијанти, па да се издебатира како што треба, па да се продолжи понатака. Тоа ми е поентата. Не е дека не се слагам и со тоа што вие го кажете. Ајде сега, за да ја расчистиме оваа дилема, барем околу процедуралноста, па потоа ќе преминеме и на останатите, да ги слушнеме прво изјавите на пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски и објаснувањето на председателот Талат Џафери, зошто не се земени предвид амандманите на ВМРО ДПМН воопшто денеска, а претходно само информацијата која што туку ја добивам, дека Тања Ковачев, Маја Морачанин, Ферит Мухич, Африм Гаши, Зијадин Села, Ивана Туфегиќ и Лилјана Поповска се пратениците од владината коалиција кои што не гласале за законот, а биле присутни на оваа седница, и од тука е таа бројка на помалку гласови од првото гласање на законот. Но одиме со изјавите на Димовски и на Талат Џафери кои го откриваат процедуралниот судир. Отварам спор за примена на деловникот и барам Комисијата за мандатно-имунитетни и деловнички прашања да се произнесе во врска со можноста или неможноста да се поднесуваат амандмани и да се расправат. Вие ова барање врз база на одлуката за формирање на работни тела мора да го прифатите, да ја стопирате седницата и да свикате Комисија за мандатно-имунитетни и деловнички прашања, каде што ќе се разгледуваат сите аспекти и ова ваше писмо со кое што не повикувате да поднесувате амандмани и укажувањето од председателот. Ви благодарам. И 8 минута ви тече. На државата. Член 173 став 3 точно утврдува можност да се поднесат амандмани. Но член 172 од деловникот упатува дека законот, откако нема да биде подпишан указот од председателот, се враќа во собраниска процедура во трето читање. Член 164 став 2 од деловникот децидно зборува за фактот дека во трето читање амандмани може да се постават и да се достават само по делови кои што во второ читање
биле изменети или дополнети со амандмани. Имајќи предвид дека законот во второ читање не претрпи никаква измена и председателот на собранието се упушти да се спроведе член 164 став 2. И ете, тоа се деловничките одредби околу кои што спорат власта и опозицијата. И Марковиќ се би било во ред веројатно со ова објаснување на председателот на собранието Талат Џафери, ако Талат Џафери на 22 јануари, како што покажа и пратеникот на ВМРО ДПМН, токму врз основа на овој член кој што денеска го цитира како објаснување зошто ги занемарил и ги игнорирал амандманите, токму врз основа на овој член ги повикува да поднесуваат амандмани. Тоа прилично доцна му текна или што е работа? Па и него доцна му текна и се слагам со Дарко дека веројатно ВМРО имаше посигурна игра во второ читање да поднесеш амандмани. И двете се точни, но не е моја работа да кажам дали биле 3 или 35.000. Тоа е проблем на ВМРО ДПМН. И само нивен проблем. Дали некој ги цени како конструктивна или деструктивна опозиција. Прашањето е дали имале право или немале право. Зборуваме за процедуралните аспекти. За другите аспекти можеме да зборуваме по други основи дали би биле конструктивни во други случаи, дали сега барат политички леверидж за да не учествуваат во спорот за името и така натаму да исперат раце од тие работи и така натаму, дали ова рипање на Груевски на говорница можеше да се случи за хашките случаи, па не се случи, нешто мирен беше во тие периоди и така натаму. Меѓутоа тоа се политички политикански аспекти. Прашањето на можноста мора да се бара некаде во колизијата на овие два члена, иако кажав како ветото компаративно, ова што сега го изнесовте како тврдење дека баш Поточник ги повикал, прилично одговара на прашањето дали може или не може. Одговара на прашањето дали може или не, значи можел. Ако сте ги повикале по тој член да поднесуваат, значи можел. Тоа што поднеле 35.000 амандмани е веќе правење на, не знам, некој ќе го гледа како политичко итроманство, некој ќе го гледа како политички многу позитивно, некој ќе го гледа како политички крајно деструктивно. Ја се согласувам потполно дека 35.000 амандмани звучат малку нерационално во секој случај, што нема врска пак со претходниот аспект. Затоа велам дека дебатата не се водеше во јавниот делиберативен простор доволно слоевито и се помешаа лончињата комплетно. Да, во секој оној кој ќе приговори на процедуралните и конституционалните аспекти биде веднаш означен како албанофоб, или секој оној кој ќе се сложи со сите аспекти да биде означен, не знам, како човек кој поддржува идејата за Илирида и така натаму, ни едното ни другото не е точно. Вистината е пак некаде во тие нијанси на сиво кои ние упорно се одбиваме да ги гледаме. Значи одбиваме да ги гледаме. Трушановски. Значи од една страна се вели дека член 173 вели дека законот на кој што председателот ставил вето се враќа во фаза на трето читање. Член 164 став вели дека можат да бидат усвоени амандмани во текот на второто само за закони за кои што биле усвоени амандмани во второто читање. И објаснувањето сега на Талат Џафери е амандмани во второ читање. Немаше според тоа, тие амандмани не се признаваат, но во исто време тој повикува врз основа на тој член да се поднесуваат амандмани, собраниските служби ги процесуираат, се троши огромно и време, и пари, и за нивно преведување на албански јазик, и сега се наоѓа ова излезна варијанта да се заобиколат амандманите. Па станува збор за недоследност, очигледно, меѓутоа тоа што овие членови, овој член 2008, како што рече Дарко, е донесен, нема намалува нели негова Не ми беше тоа поентата да го кажам. Неговата функција да регулира можноста да се носат овие амандмани. Мислам да не се вртиме во круг. Точно 35.000 се премногу, намерата е јасна, меѓутоа можноста тоа не може да биде причина за истите да не бидат разгледани. Точка. Друг проблем исто така е што исто така деловодникот регулира вели дека во рок од 30 дена по донесување на законот, доколку председателот го врати законот, тој треба да се разгледува во трето читање. Тие 30 дена истекоа на 11 февруари 2018 година.
дали имаше основа овој закон на вака истечен рок да биде разгледуван или не. Тоа е дилемата која што ја наметнувам за исто така за дебата, меѓутоа мојот став е дека и по оваа линија процедурално повторно процедурата има палинка. Што останува сега со ја споменавте можноста и Иванов повторно да не го Точно, значи тој преседан е два пати до сега преседал Кирил Григоров за законот за кривична постапка и Борис Трајковски за законот за привилегии на пратеници. Во двата случаи, кои што со двотретинско мнозинство се носи патем, во двата случаи законите не биваат подпишани покрај суспензивното вето, значи се става на некој начин на апсолутно или популарно речено джебно вето, иако тоа не е најсоодветниот термин, и законите не стапуваат во сила. Уставот не уредува санкција како ќе се постапи против оној кој што го прекршил, иако Уставот му налага на председателот да го подпише, но еве не го подпишува. И што станува, што правиме тука? Останува институцијата импичмент за која што се потребни 2/3 квалификувано мнозинство и ете нова политичка криза. Дали тајмингот беше добар, дали оваа нова политичка криза ќе служи на интересите на Македонија пред се во контекст на евроинтеграцијскиот моментум, дали ќе служи на албанската заедница како дополнителна фрустрација и дали ќе му служи на соживотот како дополнителен клин во продлабочување на анимозитетите. Само да додадам во однос на да се надоврзам на Марко. Дали ќе беше пологичен след на настани? Еве да видиме од перспектива на бенефит на албанската заедница. Да малку мрднат работите во спорот со името, да се создаде убава политичка клима, да се види дека таа работа е при крај, да еве добиеме барем една чиста препорака, да ни се насмевне НАТО во некоја рака, да до тогаш ВМРО во свој капацитет онолку колку може, бидејќи во внатрешни ломови, преструктурирање така натаму биде конструктивна опозиција онолку колку може, во крајна линија. Ако сметате дека е деструктивна опозиција, не им давајте повод да не ги поддржат реформските закони, се она за кое можеби ќе треба двотретинско мнозинство, иако тоа е па шеста, седма тема поред сега. Нешто што има врска со сосема други процеси, конституционални последици и така натаму. Во таква ситуација, по мене политичките приоритети требаше да бидат прво тоа, па потоа законот за јазици, особено со се ова што се случи за кое до сега дебатиравме, при што во првиот случај и бенефитот за сите граѓани, вклучително и за албанската заедница, е многу поголем. Политичка стабилност, еден огромен проблем решен, не верувам дека ќе се случи 100%, не верувам дека сум безрезервен оптимист, не верувам дека ВМРО ќе беше конструктивно по секоја цена, но ќе беше поконструктивно сигурно во однос на што се случи денес, и потоа во една таква порелаксирана атмосфера законот за јазици да помине многу полесно. И мислам дека можеше на тој начин на тој начин можеше лесно и да се одоброволи ВМРО, дури да ги повлече овие 35.000 амандмани. Се надевам веднаш. По секоја цена. Мислам дека тоа беа изјавите. Мислам дека тоа не е прашање за луѓето на масата. Исто така може да Мислам поставиме дека Алберт го одговори тоа, можеби на почетокот во неговото излагање. Тој да речеме копнеш на заедницата за реализација на едно од најголемите незини барања, ама еве да зборувам, се проектирам како во албанската заедница, меѓутоа зошто да не, нели? Тој копнеш на заедницата во реализација на едно од незините најголеми барања го има моментумот да биде реализиран сега и тука. Претходно сите останати прилики биле на некој начин подкопувани од различни политички собитија и значи желбата да се реализира и конечно да се освои ова право, мислам дека беше поголема кај политичката партија ДУИ конкретно во случај, отколку интересот за тоа процедуралните моменти да бидат запазени. Тоа си имаше своја цена. Меѓутоа, тоа е тоа. Дополнително мора тука останува и фактот дека опозицијата е клучна за носење на многу реформски закони од кои што зависат многу работи и веројатно требаше да се калкулира на таа конструктивност. Истиот наратив може да се користи во јуни и да кажеме што сме навалиле сега да го менјаваме јавниот обвинител, кога не чекаат толкави реформи во ова општество, да не ги подигаме тензиите, да влеземе во реформски процеси за кои ни требаше опозицијата. Јас сум прилично сигурен дека тоа да не се стореше тоа, знаеме колку се развлече и
Не е соодветна споредбата, бидејќи ние имавме и од Брисел изјави дека ова не е дел од реформскиот пакет, а неговото носење од идните потези на ВМРО-ДПМН може да му наштетат на реформскиот процес. Ова не е дел од идните реформски приоритети. Од интегративните процеси Ние секогаш добиваме извештај имплементација на правична застапеност, ти рекомираш делото Христијодова. Императивот на сите сега е да ги исполнат тие приоритети и да се стигне до тоа одмрзнување на препораката и се што се планира во јуни. Во јуни ние тогаш требаше да се врземе за идните реформски приоритети и да навлеземе во тоа и овие други работи да ги ставиме on hold за да ги завршиме тие. Значи изговор секогаш може да се најде. Во ова Македонија од 90-та година не се случило нешто што е поврзано со напредување на правото на албанците да не биде дел од тензиите. Овој закон од 2008 кога се донесе имаше тензии и 2011 кога се донесоа промените. Знаеме што се случуваше при територијалното организирање, се палеа канцеларии. Значи не може да се бара како да кажам трпение и разбирање само од едната страна. Ние као општество треба да покажеме трпение. Као општество треба да покажеме одговорност. Велиш ако не подпише пријателот, председателот. Да. Подсвестот издат. Да, ги повркам малце ставовите. Ако не подпише председател, што ќе се случи се ако секоја парламентарна група на било кој закон во оваа држава поднесе по 100.000 амандмани и ние тоа ќе го оправдаме како филибастеринг? Филибастерингот си има својата логика. Филибастерингот се прави и за да се договорите за нешто. Овде немаше тенденција за договарање. Овде имаше месец и пол дена да се договора за нешто. И за мене најголемото лицемерство е да се реагира со 32.000 амандмани за казнената политика на една политичка групација која воведе во Македонија страшно казнување. Ние не сме имале страшни казни за ништо до пред 2006 година. И се таа политичка групација која ги воведе тие страшни казни, 2000 евра, 3000 за пушење у локал, за газда и така натаму, се буни за казнувањето во овој дел. И второ, председателот подпишал еден куп закони каде што казнените политики биле страшни и неприфатливи. Јас сум бил секогаш против казнување во тој обем, ама сега не може тоа да се објаснува од принципијални причини. 32.000 амандмани од овие 36.000 се за 2 члена кои ја уредуваат казнената политика. Така да, не може од една страна некому да му се прашта све и второ да се вика тука можеше подобро. Па сега Талат Џафери изнашол член во деловодникот кој го изгласале сите пратеници кој вели така како што он го прочита. Ако го прочитал погрешно, треба да дискутираме за тоа. Ама ако го прочитал точно, тогаш што тој деловодник е. Он е председател на парламент, во тој момент можеби меѓутоа имаше и предлог да заседава комисијата и да се расчистат работите, да биде кажа дека Уставноправната комисија, не знам која, за овие работи расправила. Сакам да кажам, можеби во моментот кога ги повикал од ВМРО-ДПМН или пратениците да поднесат амандмани, и дал шанса на компромисот и на диалогот. Ние видовме дека овие месеци пол дена немало диалог, немаше ни тенденција за диалог. Имаше тенденција све да оди во правец, немој сега, зашто не е моментот. Па сега не може да не можеше да се помени, немаше да го изгласа. Марковиќ, па ќе одиме на последиците. Еве конечно да дојдеме до една точка каде што се согласуваме, не конечно, меѓутоа една од точките во кои се согласуваме. Јас многу очекував од средбата Мицковски Ахмети и надежи полагав дека барем ќе се приближат некаде позициите, што после средбата беше изјавено. Дека има некаков напредок, имаше некои позитивни тонови. Може не беше на одмет пред да се носи законот за јазик, веќе зборуваме за исправен, коректен политички процес, да има и средба Заев, Мицковски, Ахмети. Зошто да не? Евидентно дека тоа не даде никаков плод. За казнени политики се согласувам, никогаш не сум бил присталица на високи казни, драматични, и мислам дека не име воопшто местото во една материја со која се уредуваат јазични политики. Тоа ствара одиозност потоа, знаете, по асоциација кон целата материја која уредува законот. Не бев ни за сообраќајни казни толку високи, сум за високи, не така драконски. Тек да видите за фирмите какви драконски казни се донесени, тоа ќе се шокирате. Имавме и лично искуство во семејството со таква една драматична казна од некакви 10.000 евра, која значи да се затвори фирмата малтene. Да,
Затоа, у принцип, и овде имам одбојност кон казнени политики, која се работи особено за сензитивна ситуација. Има едно друго прашање кое мислам дека ни влага малце како во ретровизор кога гледаш, ти влага во мртов агал. Ќе видиме какви ќе бидат рейтинзите за 2-3 месеци. Да не се направи дуи поголем проблем политички. Каков? Еве ваков. Бидејќи мајскиот договор е мртов. После последните парламентарни избори тоа нешто веќе не постои. Апсолутно нема дискусија. Истиот тој договор со кој практично дуи влезе во коалиција со ВМРО. Јас мислам дека ВМРО ќе биде исклучително негативно расположен да го вклучи дуи во влада, во било која наредна влада, независно колку пратеници ќе има. Тука може да има трекање, викање, може да има се и се што, меѓутоа мислам дека кај ВМРО ДПМН е таа волја изгубена. Ако од ова, не знам дали ќе биде така, правиме сценарија, СДС претрпи политичка штета и почне да му паја рейтингот заради законот за јазици, и кај нив ќе се намали волјата во било која наредна влада да го вклучат дуи, заради тоа што ќе имаат негативно искуство околу не толку содржината и правата на законот за јазици, туку точно околу процедуралните аспекти кои веројатно ќе изиритираат дел од нивното гласачко тело. Ретинзите тоа ќе го кажат. Може да се случи, не мора да се случи. Останува тоа да го видиме, но тоа можеме да го видиме. Така да дуи мислам дека си ги намалува шансите за учество во некоја наредна влада нова се надоврзува за жал на несреќен случај на Асани, им се случија неколку пехови во серија на дуи, дефинитивно на несреќа изнева на Бујар Османи и така натаму и така натаму. Добро, тука се и забелешките кои што дојдоа и од дел од експертите околу проблемите на кои што ќе се најде во самата имплементација, но ето, ќе имаме можност да дискутираме за тоа кога ќе стапи законот на сила. Останува уште оној аспект кој што би сакал да го акцентираме во овој прв дел од емисијата, тоа се можните последици околу реформскиот процес и улогата што ќе има ВМРО натаму, односно колку ова ќе ги оддалечи повеќе од собранието или не. Еве да ги слушнеме ставовите и пораките на Мицковски. Денес имаме флагрантно кршење на уставот и законите. Денес СДСМ Зоран Заев и владеачкото мнозинство ја поништија волјата на граѓаните. Овој чекор на СДСМ е само патување кон дното во кое сакаат да не понесат сите нас. И вие добро знаете дека од оваа одлука никој ниту денес, ниту утре ќе живее подобро. Само затоа што две партии меѓу себе се договориле, изгласаа закон кој е неуставен, неприменлив и штетен. Договор меѓу две партии, СДСМ и ДУИ, но тоа не е и договор прифатен и одобрен од граѓаните. Не е погазено само правото. Ваквиот чекор на носење на противуставен закон е удар и врз со животот. Некој свесно не втурнува одново во непосакувано сценарио во кое влогот е Република Македонија. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Тала Џафери поради флагрантно кршење на уставот и законите. Ова е закон кој ВМРО ДПМН нема да го признае. Дополнително, по официјалното објавување во службен весник како партија, ќе поднесеме иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на овој неуставен закон. Ќе подсетам, Уставниот суд има обврска да ја заштити уставноста во државата. Ако некој мисли дека ова безредие ќе трае вечно, се излажал. Но кога ќе заврши, многу работи ќе бидат поинаку. Ќе се почитуваат државата, уставот и државните интереси, а злосторниците ќе одговараат за своите злодела. Скандалозна е изјавата на председателот на партијата и пратеникот Џафери дека него не го интересира ништо, никакви реформи, никаков напредок на оваа држава, туку го интересира само носењето на овој закон, како да живееме во различна држава. Така што, колку побрзо и порано сватат дека живееме во иста држава и сме сограѓани на оваа држава, толку подобро ќе биде за сите граѓани во Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Дали вашата пратеничка група на партијата која вие предводите ќе учествува во работата на собранието и како ќе се однесувате во делот на реформските закони? ВМРО ДПМН е државотворна партија, одговорна партија, за разлика од тоа што го видовме денеска, дивјачкото однесување од страна на Зоран Заев и Тала Џафери во собранието на Република Македонија. Во минатото многу пати сме кажале дека
постојат два услови за да ВМРО ДПМН и коалицијата се вратат во собраниските клупи, а тоа се политички и математички. ВМРО ДПМН, како државотворна и одговорна партија, останува на браникот на интересите на Република Македонија и нема да ја напушти масата за преговори за така наречените реформски закони. Приоритет на ВМРО ДПМН е подобра иднина на граѓаните на Република Македонија, приоритет на ВМРО ДПМН е поквалитетни законски решенија, приоритет на ВМРО ДПМН е сонот на генерации македонци да се оствари, а тоа е како да имаме подобра, економски стабилна и богата евроатлантски интегрирана држава. Некој со ова сценарио денеска сакаше ВМРО ДПМН да го избрка од масата. Ние тоа нема да му го дозволиме и нема да направиме ништо што ќе биде спротивно на интересите на Република Македонија. Тоа е што се однесува до политичките услови. Математичките, како што знаете, се уште не се исполнети. Тоа беше изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Значи, Алберт, да почнеме од вас. Само да го поврзам и тоа што го кажа Ненад. Само да бидеме пократки. Значи, да го поврзам и тоа што го кажа Ненад. Ја искрено не верувам дека ова нешто сериозно ќе и наштети, ќе му наштети на поголемиот партнер во владината коалиција на СДСМ, затоа што ако се сеќаваме, атмосферата и тензиите околу тиранската платформа и тие проекциите дека таа ќе ја уништи владеачката СДСМ беа уште подтензични и завршија со 27 април. Локалните избори покажаа дека тоа не влијаело толку негативно врз СДСМ. Ја мислам дека СДСМ по овие прашања формира на база која верува во некој нов начин на живење. Не сум ја од тие што тврдат дека ова најдобро го извеле. Ова најлошо го извеле. Ама видите, во една парламентарна демократија не можете вие од третата или четвртата политичка сила да барате одговорност и државништво, а да не барате од втората. Ова апропо поврзано и со реформските процеси. Не може ВМРО да се исклучи од реформските процеси ако сака да тврди дека ја сака оваа држава. Тие реформски процеси и реформи и приближување кон НАТО и Европската унија не се за бенефит на владеачките партии, тие се за бенефит на целото општество, вклучувајќи ги и поддржувачите на ВМРО ДПМН. И треба ми е малце таа логика да ја надминуваме дека јас сум прилично сигурен дека ВМРО ДПМН ќе биде вклучена во реформските процеси, дека ќе поддржи закони кои, како да кажам, ја минимизираат и апсолутната власт на мнозинството, затоа што тоа нив можеби во моментот им одговара, како тие нема да бидат вклучени во реформите на правосудството кога не се на власт. Тие треба да бидат заинтересирани таа судска власт да биде независна, професионална, да промовира владење на правото и така натаму. Така да не верувам дека ова сериозно ќе ги поткопа бројките кои се во моментот во парламентот. Дали тоа ќе има негативен ефект врз ДУИ, тоа треба да го видиме. Но кај албанските политички партии, осем едни од пратеници, не знам дали бил тука во собранието. Во меѓувреме села не добивме информација дека не присуствува. Зошто, например, Гаши не гласал, можеби и тој не бил во собранието, не знам. Немаме ми друг албански пратеник кој не го гласал во овој закон. Така да тука не може никој да се повикува на апсолутен победник или носител на тука може да се измешани малку податоците и во однос на тоа бидејќи имаше нели двојно гласање, едно со рака, кревање, друго со притискање на копче, бидејќи таква беше ситуацијата. Марковиќ, не е само прашањето за името, целиот тој суштински реформски пакет, особено околу судството и сите други системски закони се поврзани со двотретинско мнозинство гласови. Што очекувате сега, бидејќи на почетокот констатиравме дека не е моментот, требаше да се игра, нели, можеби поинаку? Не знам колку сум ја вистинскиот човек кој може да го прашате за реформи во судство. Можете да ме прашате за политичкиот процес каков би бил. Впрочем, тоа и ви беше прашањето, да. Од она што јас можам да го видам е дека нели се откажува експерти од тие групи и така натака, тука не оди работата најмазно. По мене независноста на судството и обезбедување адекватна правна рамка и функционалност е подеднакво важно колку еден закон за јазици, колку еден не знам, и едни преговори со Грција и така натаму, нешто што ни е рак рана, условно кажано. И се согласувам дека ВМРО покрај се не треба, со Алберт се согласувам дека ВМРО не треба
да, независно од она што случи денес, да се откаже од реформските процеси, треба активно да партиципира, бидејќи со откажувањето нема ништо добро да се случи, ниту да се добие. Меѓутоа, сега веројатно, како што кажав и претходно, постои одреден политички, ние немаме адекватен превод на зборот леверидж, некои го преведуваат како политичка предност или политичко ниво и така натаму. Јас често го користам и не најдов адекватен превод, да каже дека еве не сака да соработува и дека заради ова денеска во собранието што можеби не требаше да се остави како опција. Затоа велам дека можеби тајмингот или приоритетите во тие работи беа можеби погрешни, не тврдејќи дека и да беше поинаку, не знам кој ќе беше степенот на кооперативноста на ВМРО. Искрено кажувам дека не знам, можеби ќе беа кооперативни, можеби не, но сега имаат причина да тоа не бидат. Тоа е она што и во однос на претходното прашање го кажав, иако велам дека во суштинот такво надитрување константно меѓу политичките партии нема некој политички профит, реално. Дарко Трашановски. Знаете како со Собранието на Република Македонија почнавме да соработуваме, односно да имаме дел од нашето програмско работење во МОСТ, чинам од 2003 година. Имаше еден период кога имавме пауза, меѓутоа тоа што сигурно можам да го кажам е дека имаме низа на препораки поврзани со тој фамозен деловник за работа на Собранието. Со тоа не сакам да минимизирам ниту еден момент од оваа дебата, затоа што сметам дека е многу важна. Меѓутоа, мора да се седне од страна на сите политички чинители во Собранието и да се донесе еднаш за секогаш конечно деловник кој што ќе биде прифатен од сите. Затоа што да не се лажеме, во овие години историјата ни покажува дека и во 2008, во 2011 и 2014, како што се менуваше деловникот, имаше различни емоции во Собранието, имаше присуство на неприсуство на опозицијата, имаше гласање на деловник само од страна на владеачкото мнозинство. Знаете како, ако го гледаме целото ова како пакет, без еве да ги мешаме лончињата, ќе видиме и дека дел од овие настани во последен период се можеби и последица на една генерирана девијација од деловникот која што се случувала години назад. При тоа, повторно ќе кажам, може би имало по-елегантен начин како целата оваа работа да се изведе, може би и еден од моментите на тактичката обструкција, бидејќи филибастерингот е само механизам на тактичката обструкција, е дефинитивно поврзан со, ајде да не бидам некултурен пазарлук да кажам, ама ќе кажам, туку со политички преговори и така натаму. Очигледно не успеале, ние не сме свесни за тоа, не сме информирани за тоа, меѓутоа, уште еднаш, тој деловник има премногу двосмислености и премногу членови кои што, да речеме, имаат коализија еден со друг, и тој деловник мора еднаш за секогаш да биде финализиран, поддржан од сите, а кога ќе се случи тоа, веројатно ќе имаме малку и политички консензус и за останатите прашања кои што се поврзани со реформите. Сега на Жан Моне диалогот, Жан Моне рецептот на Охридскиот диалог, бидејќи нема да биде Жан Моне диалог. Тоа веројатно подразбира она кај што може да формирате повеќе пратенички групи, а сте дел од една партија. Ама не, веројатно и тоа. Тоа исто така беше поделовник. Тоа беше поделовника, го нема скоро никаде во светот. И нема логика во прашањата за деловникот се бројни дилеми, тоа е најмал проблем. Ама не е прв пат да имаме трауми, ми ради недоречености на деловникот. Имаме за коализии во деловникот. Не, ама и недореченостите не доведа и во тој трагичниот декември имавме некои така тешки случувања во парламентот. И заради интерпретација да го слушнеме Трашановски околу вашите очекувања како ВМРО после ова ќе се однесува, колку тоа ќе влијае на целиот тој процес, подиме на реклами. Сите партии подпишаа декларација во рамки на Комисијата за европски прашања летото, ако ве текнува, декларацијата за забрзување на реформските интегративни процеси, така се нарече, каде што сите партии застана дека ќе ги поддржат оние мерки предвидени во планот, акциониот план на акцијскиот реформски план на владата 36
9, мислам дека за ВМРО е од клучно значење да остане конструктивен во носењето на овие закони, иако дел од истите под бојкот и отсуство на опозицијата од парламентот беа донесени впрочем, односно ВМРО отсуствуваше од истите. Не знам дали ова изјава значи дека ВМРО ќе се вратат во собранието за да активно земат учество во реформскиот процес или од страна молчаливо ќе ги поддржат истите процеси. Не знам, мислам дека тоа би требало да подразбира конструктивна улога на опозицијата во парламентот за време на законодавната процедура. Не можам поинаку да го замислам тоа, меѓутоа на ВМРО му е потребна стабилна Македонија, му е потребен систем кој што ќе оневозможи повторно заробување на државата од оваа политичка гарнитура и му е потребно на крај на краишта политичко признание од меѓународната заедница на која што активно учество на ВМРО во овој процес. Специфично што надвор од сето ова и ова што се случи денеска, па и таа ситуација на рапна инцидент, има неофицијални информации дека постојат работни групи кои што за одредени закони се среќаваат дури и пред нивното излегување на тие закони од владата, не во собранието. Може само да мислам веројатно и сите од нас чуле или ги виделе или знаат дека постојат, меѓутоа тоа е повторно во функција на еден театар кој што ја држи опозицијата надвор од парламентот, а всушност задкулисно премолчано се добива некаква согласност од истата. Мислам дека многу поголем политички капитал ќе изгради ВМРО толку конструктивно влезе во собранието, а овие процедурални прекршувања како со законот за јазици си ги тера по судски пати така натаму, откако како до сега, а и претходните случаи кога СДСМ го бойкотираше парламентот, останат надвор од истиот, до сега никому тоа не му се е покажало од полза. Тоа сакав, токму на тоа сакав, ја не гледам дека бојкотов кој од 94-та се применува, ако ви текнува, имало едно 5-6 кризи кај што се применувало 10 пати, сите партии се изнаредија во бојкот, и ДП, и ДУ, и ВМРО, и СДС, никогаш не сум видел дека дава било каков ефект. Осим да се направи некаква драма и да се продлабочи оваа траума за која збориме во општеството, и суштина немате никакви поместувања во рейтингот кои се благодарение на бојкотот. Знаете, и СДС последниот пат кога го напушти собранието бев против, и сега сум против било какви бојкоти. Мислам дека тоа е веќе една истрошена, стара, веќе видена заморна тактика политичка, а за ВМРО е особено битно да остане во собранието една друга причина, затоа што во фаза на консолидација не би требале да изгубат видливост. Кога не сте во собрание, губите видливост, знаете. СДСМ во политичка агонија ги однесе низ годините. Точно, во суштина ќе СДСМ имаше и контраефект. А вас ви треба, ако сакате да привлечете од неопределените гласови, ви треба и видливост. Еден од начините да бидете видени е и собранието. Одиме со кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме во истиот стил, односно со уште по-конкретна анализа и низ конкретни аргументи како тоа функционира новото собрание и новиот собраниски состав и што е поразлично од порано. Повторно сме назад во студиото. Парламент без парламентаризам, се бројат црни датуми, понеделници и четвртоци, преседани, различни толкувања на деловникот. Каков парламент имаме и како тој функционира? Анализата на МОСТ и за парламентарното огледало ни ја пренесува Александар Манасиев како основа за натамошната дискусија. Многу критикувани за тоа колку трошат од народните пари, посебно за патни трошоци, а малку фалени за тоа што всушност за потрошените пари сработиле. Најдобар показател за тоа колку и како работеле парламентарците е податокот колку закони донеле, важен е и квалитетот на законите, но и тоа дали се носат по редовна или скратена постапка. Граѓанската асоциација МОСТ преку проектот Отворено собрание ја анализираше работата на парламентот во 2016 и 2017 година. Во 2016-та собранието два пати се распушти и заседаваше 8 месеци и 7 дена. Во тој период парламентарците донеле 365 закони. До 7 април се донесени дури 75% од законите. Во најкраткиот месец од годината, февруари, пратениците изгледа работеле најмногу, носејќи 156 закони. Најплоден ден им бил 23 февруари, кога донеле 41 закон во само една собраниска седница
или по еден закон на секој 11 минути. Прашање е дали имале доволно време да ги прочитаат законите, а не пак да дебатираат за истите пред да ги изгласаат. Од донесените 365 закони, 13 биле нови закони, 26 биле ратификации на закони и 326 биле измени на закони. Пратениците предложиле само 25 закони, додека најголем дел, или над 90%, се предложени од страна на владата. Планирани биле 54 закони со ЕУ знаменце, а донесени биле само 5, кои се закони за усогласување со Европската Унија. Најголем дел од законите се носени по скратена постапка. Законот за спорт и за градење во само една година биле менувани дури 5 пати. Но што покажува анализата за работата на новиот пратенички состав? Дали тие работеле поквалитетно и поажурно или продолжиле со истата пракса како и нивните претходници? Во 2017-та биле одржани двојно помалку седници од претходната година, 145. Во тој период донесени се 33 закони. Ова најмногу се должи на лошиот старт на конститутивната седница која наместо вообичаените 1 до 2 дена траеше цели 22 дена. На конститутивната седница имало 1812 говори на кои најмногу говореле пратениците на ВМРО ДПМН. Деловникот бил прекршен во вкупно 1566 говори. До јуни собранието не донело ниту еден закон. Првите 14 закони во минатата година се донесени во периодот од јуни до крајот на септември. Од нив еден бил нов, а 13 се измени. И во овој период најголем дел од законите се донесени по скратена постапка. Последниот извештај на МОСТ се однесува на периодот од октомври до крајот на 2017-та. Во тој период донесени биле 28 закони, од кои 63% биле во скратена постапка. И овој пратенички состав имал најпродуктивен ден, 22 декември, кога биле донесени 10 закони. Само еден од сите 28 закони бил закон со ЕУ знаменце. И овој период, како и во 2016-та, владата ја има улогата на главен предлагач на донесените закони. Вкупно 10 закони биле предложени од вкупно 20 пратеници, а донесени биле и 6 закони по предлог на вкупно 10 пратеници. Оваа анализа открива низа системски слабости и пракси во работата на собранието. Слично како што пратениците се усогласени кога станува збор за трошење на народни пари за своји потреби, така се усогласени или многу слични кога е во прашање постапката при донесување на законите. И, Дарко, ви почнал со вас, претходно говоривме за многу аномалии во деловникот и во политичкиот процес, впрочем, меѓутоа се чини дека овие бројки покажуваат дека имаме и достигнување за Гинес. Ако ги гледаме компаративно, 2016-2017 со оглед на тоа дека ги третираме двете години, очигледно, мораме да кажеме прво дека во 2017 има многу помал број на закони. Мораме да кажеме дека многу поголем број на закони е предложен од страна на пратениците, што не е основна задача. Значи, веднаш да бидам јасен. Нашите останати бројки кои што се во рамките на извештајот, бидејќи извештајот се однесува на транспарентноста на собранието, на квалитетот на записниците на собранието и на вклученоста на засегнатите страни, плюс нели на бројките кои што ги гледаме како бројки. Морам да кажам дека сега имаме само еден закон кој што е повторно вратен, кој што е изменет во тековната година и повторно вратен во собранието. Визави 90 и повеќе од 90 закони кои што беа менувани најмалку 2 пати во истата година во 2016. Значи, тука имаме разлики. Сега, на што се должат тие? Можеме да збориме за тоа дека нема толкаво мнозинство, туку дека е покревко мнозинството. Можеме да збориме за тоа што се случува во еден ден, од аспект на тоа дека многу тешко се креира мнозинство, па треба да поминат повеќе денови, за да се договори дата, кога сите ќе можат да дојдат, затоа што гледаме дека има и помал број на седници кои што се одржани. И така натаму, и така натаму. На крајот од денот мораме да видиме и колку од овие закони конкретно, затоа што, например, за тие 41 можам со сигурност да кажам дека ниту еден не е усогласување, што се донесени во 2016. Тука имаме дел од законите кои што се и усогласување на оние закони кои што се менуваат. Сега усогласувањето не се прави во редовна постапка, туку ако треба да се смени некој член од законот за да се усогласи со веќе сменет закон во редовна постапка, да речеме, тој се става на дневен ред во истиот ден кога се случува седницата и за промена на тој закон. Не сакам да алудирам на тоа дека
ни се случува некое чудо. Сега, например, ќе кажам уште неколку работи кои што се важни, а тоа е дека многу мал број од комисиите не поминуваат 50 индексни поени во делот на транспарентност. Значи, очигледно имаме проблем и со квалитетот на записниците кои што се продуцираат од страна на службите во собранието. Имаме проблем со фреквенцијата на усвојување на записниците, бидејќи за нас официјален записник е оној кој што е усвоен, а не оној кој што е изработен и е на ниво на драфт, бидејќи на седницата каде што се усвојува може да биде изменет. И така натака, и така натака. Значи, има многу предизвици кои што се очигледни и нашите извештаи, повторно ќе кажам, не се направени ексклузивно за да кажат колкава е бројката на закони што е донесена, бидејќи таа хиперпродукција на закони, која што ја гледаме во еден месец, 174 закони, таа понекогаш може да представува и класична злоупотреба на законодавниот процес за изборни цели или за доближување до одредена група на гласачи. Како, например, да интервенирате во Законот за сообраќај, што е случај во тој месец, и да кажете дека сите оние кои што поседуваат трактор и не е регистриран, дека со една регистрација можат да го без проблем во наредните 3 години да го возат, без да го регистрираат повторно. Ме разбирате? Да. И тие се такви работи кои што се по еден член од секој закон менувани, меѓутоа треба индепт анализа да се направи, подлабинска анализа на тие закони, за да се види која била побудата и која била причината, вклучително и оние за градежништво и градежно земјиште. Меѓутоа, она што останува како впечаток е и понатаму дека парламентот е подреден на извршната власт, дека останува гласачка машинерија. Нашата последна анкета покажа дека граѓаните не ги чувствуваат за блиски пратениците, не знаат како да стапат во контакт со нив. Едни застрашувачки бројки и едноставно ако се гледа сликата на парламентот и на професоре што ги има напишано во учебниците, се прашувате што всушност се случува. Не може да биде поинаку. Албертин сакаше да каже. Значи, прво, ние не може како општество лицемерни да се однесуваме. Ја знам дека нашиот парламент и нашата парламентарна демократија има милион мани, вклучувајќи го и тоа дека не ретко парламентот се однесува како гласачка машинерија, па дури се чудам зошто некојаш не им даат токенс, што се вели, на представителите на партиите и воопшто да немаме парламентарни седници. Но не можеме ние да инсистираме тие да се конкурентни во произведување на законски предлози со владата која има цела една машинерија, а ние расправаме години, 2 години, колку ни троши парламентот. Може би парламентот троши повеќе него што треба за патни трошоци. Него нашиот парламент има минимални приходи или буџети за да можат пратениците да развијат законски предлози. Значи не се предлага закон, ќе седнат тројца седи ќе предложат закон, туку и ако го успоредите тоа со капацитетот кој го има владата со сите служби кои се подредени на производство на тие закони, тогаш ја ги разбирам зошто тие дури кои излагаат со предлози од 2-3 члена, за мене тоа е за поздравување, затоа што реално и во однос на парламентите и на соседните држави, нашите ги немаат ресурсите кои им се потребни за да можат стварно као парламентарци да не излезат со предлози на закони. И да се вратам напред рекламата, сакам да го поздравам фактот што ВМРО ДПМНЕ јако направи голема бука, да кажеме, околу донесувањето на закон за јазиците, преку ставот на председателот на ВМРО ДПМНЕ изрази јасен став дека не се повлекуваат од реформските процеси, така да целото тоа ми е за тајмингот и било што друго стварно не држи, затоа што тој дел бар е абсолвиран и од председателот на ВМРО ДПМНЕ. Добре, Дарко, реплика, па одиме и тука веќе и при крај. Цело време говориме за патни трошоци, колку потрошиле, како потрошиле. Суштината на парламентарна демократија и улогата на парламентот е да ги предизвикува владените политики и да ја контролира извршната власт. Од 2016 година до денес ние немаме ниту една надзорна расправа, односно ние немаме повикано ниту еден министер, ниту една директор на институција или на било што пред надлежна комисија. Ние имаме координатор на пратеничка група кој што вели ми се сони сон дека еден ден ќе имаме ваков супер премиер. Или предходно имавме нарачани пратенички прашања кои што се имавме и однос
контролните механизми се Комисијата за политички систем, бидејќи собранието ја формира Државна антикорупцијска комисија и ред други агенции и институции, кога ќе прочита во извештајот ревизорски дека има некои лоши или не адекватни постапувања од страна на таа институција, да го повика директорот на сослушување пред комисијата и да го праша зошто одредените наводи се таму кај што се. Тоа скоро тргна од разгледувањето на ревизорските извештаи. Значи тоа што е неопходно е исто во истото тоа отворање на деловникот, да се предвидат и работи кои што ќе ги прецизираат моментите поврзани со контролата на собранието, ако ништо друго, кон оние кои што собранието ги формирало, бидејќи на крајот од денот собранието е работодавецот на тие луѓе кои што се главни во тие институции. Знаете, револтот некој што излегува и се излезе случајност минатата недела, јапонската влада донира 450.000 евра за училишта, изградба, поправка, реновирање, а податоците покажуваат дека март-ноември само 20 пратеници земале 280.000 евра за патни трошоци. И тоа е тоа што создава гнев и револт кај граѓаните кога се може би 15 директори земале многу повеќе. Ме разбирате што сакам да кажам. И многу е лошо кога ги генерализираме и ги ставаме сите тие луѓе таму 120 на куп. Ме разбирате? При тоа истото ние го доживувавме во овие минати 2 години како NGO сектор. Не сваќате, пошто сите не ставаа на куп. И тоа е нешто на што ако сакаме како вредност во ово општество да го наметнеме, сите ние мораме да бидеме свесни дека таму има честни пратеници кои што си возат секој ден, а има и пратеници кои што сите заедно доваѓаат во Скопје и сите зимаат за себе секој патни трошоци, приложувајќи сметки какви и да се. Тоа кога некој ќе реши да постапи по тоа прашање и да ги посочи тие кои што прават злоупотреби на законските одредби. Сега, друга дебата е висината и износот на компензацијата. Трета дебата е колку време тие поминуваат во кола и така натака и така натака. Во целата гужва денеска исчекување што ќе се случи со законот за јазикот, помина и законот за намалување на трошоците, патните трошоци на Ајде да видиме сега дали пак ќе биде проблем. Би завршил сосема кратко Трошановски со вас. Голем дел од оно што вие го мерите низ проценти, 52% од активности завршени, 16 делумно, 6 исполнети, 4 неисполнети, а се однесува на планот 369, најголем дел од тоа ќе заврши во парламентот. Што очекувате, ќе може ли парламентот да испорача она што е негова обврска, бидејќи досега видовме многу тактизирање, впрочем, и со оваа седница, или ако го собереме од почетокот во последниот месец имаме многу малку седници, повеќе празни одови. Планот 369 и онака доцни од својата имплементација. Извештајот за шеската, делот 6 требаше да биде, односно мерките во предвидена година требаше да заврши до нова година, а само неодамна беше изготвен извештај за имплементација на истите мерки. Следствено, овој план и онака на почетокот беше многу амбициозен, набиваше на многу интензивна динамична агенда реформска, законодавна пред се. Мислам дека парламентот има многу тешкотија да ги следи сите предвидени активности со планот 369. Во најмала рака тука е предвидено и деловникот, измените на деловникот, законот за собрание и така натаму, кои што се далеку од готови. Постои експертска група од рамки на Европската делегација во Скопје, која што му помага на работната група на парламентот, меѓутоа измените одат многу, усогласувањето, взаемно прифатливите промени, тука одат многу тешко и многу проблематично. Значи да не должам многу голема е темата околу кои све закони треба да ги носи парламентот. И се сомневам дека ќе може да ги испорача во рамките на тоа каква динамика предвидува 369 владиниот план, дека на истата ќе одговори парламентот со доследно носење на законите, меѓутоа исто така гледам флексибилност кај Европската унија, која што
свесна дека не можеме да испорачаме она за што се заложивме, дел го испорачавме, да се разбираме, и во целосно наше заложиме не можеме да го испорачаме, свесна за тоа и на некој начин останува флексибилна и не дава капитал, не фокусира на одредени области во кои што треба да нанесеме реформи, какви што беше судството, јавната администрација, разузнавањето, каде што во голем дел испорачавме како држава. Сосем за крај, Еве Марковиќ, само 30 секунди го промачивме времето. Би сакал и околу ова, околу да не остане неискоментирано инцидентот Груевски Талат Џафери, дали е тоа дел од една политичка култура или фолклорна кој што ќе го гледаме во иднина? После 8 години поминати во голема љубов доцна за скокање врз говорницата, мислам. Може истото и за хашките случаи да го прави Груевски, како што кажав, па не го правеше, така да мене искрено ми се комплетно излишни вакви циркуси. Можам да разберам фрустрацијата и гневот, меѓутоа не треба да биде селективно насочен истиот. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Очигледно остануваат многу прашања кои што и понатаму ќе бидат предмет и предизвик за дебата. Останете со Телма, во ноќно студио вечерва сте со Борјан Јовановски.